Проектот за железнички коридор кон Бугарија се поместува од мртва точка. Железницата ќе се реализира и нема да завршува во тунел. Оти бугарската страна се согласила да инвестира не само за ова, туку и целосно во коридорот 8. Добрата вест доаѓа од Истанбул по средбата на македонскиот вице-премиер и министер за транспорт Александар Николовски со неговиот бугарски колега Гроздан Караджов. Средбата се случува откако подолг период од бугарската страна немаше одговор на македонските дописи. Како што соопшти од македонското министерство, наскоро повторно треба да има средба за финален договор, кој што ќе биде и основа за изградба на тунелот кој директно ќе поврзе македонската и бугарската железничка мрежа. Потенцирајќи го прашањето за железничкото поврзување меѓу двете земји, двајцата соговорници нагласија дека овој проект има регионална димензија, каде покрај економското значење се намитнува и прашањето за стратешкото позиционирање на НАТО алијансата преку поврзување на Јадранското и Црното море. Тие се согласија за нова средба во периодот кој следи со цел заеднички да се усогласи текстот на договорот со кој ќе се постигне согласност за изградба на заедничкиот тунел кој што треба да ги поврзе Македонија и Бугарија, со што ќе се придвижат работите за реализација на железничкиот коридор 8. Министрите се согласиле да бидат испратени експерти од двете држави на предстојниот состанок во јули за коридор 8, кој ќе е во организација на Европската комисија. Согласноста двајцата министри дека проектот е важен за стратешкото позиционирање на НАТО алијансата е потврда дека проектот не е политички, туку проблемот за реализација е од инженерски аспект. Дополнително позитивно е тоа што Бугарија ќе инвестира 1,5 милиарди евра во развојот на коридор 8. Со тоа се разбива наративот дека само Македонија треба да го носи товарот, односно се потенцира дека станува збор за заеднички интерес и заедничка одговорност. Претходно Бугарија инсистираше ние први да го започнеме и завршиме нашиот дел од тунелот во планина на самата гранична линија, без никакви гаранции дека работата од нивна страна ќе биде завршена. Исто така немаше конкретни бројки за нивната инвестиција, за која гледано од страна имаше чувство дека пругата е оставена на страна и без интерес од официјална Софија. Ревидирањето на проектот се случува откако министерот Николовски откри дека првиот проект предвидувал пругата да заврши во тунел без крај, а истиот да чини 24 милиони по километар. Инаку во Македонија веќе е пуштена во употреба првата фаза од Куманово до Белјаковце и треба да се заврши втората фаза од Белјаковце до Крива Паланка. Инаку средбата се одржа во рамки на форумот Глобална транспортна поврзаност што се одржува во Истанбул, каде присуствуваа високи политички представници како председателот на Турција Реджеп Тајип Ердоган, министерот за транспорт на Турција Абдулкадир Уралоглу, како и други министри од Европа и светот и многу други високи представници од институции од областа на транспортот.